Добре дојдовте на Слободен печат. Јас сум Александра Вуксановиќ, ова се поинакви вести. Дојде и 10 јуни, најсреќниот ден за учениците и крајот на учебната година. Нема веќе домашни задачи, тестови и испрашувања. Сега остануваат само лектирите и забавата цело лето. За основците и средношколците денеска е последниот училишен ден од учебната 2024-2025 година и до 31 август ќе бидат на летен распуст. За матурантите наставата заврши на 16 мај, а утре ќе го полагаат вториот екстерен испит од државната матура. Полуматурантите пак овој месец треба да се запишат во прва година средно образование. Во јуни ќе има 2 електронски пријавувања на учениците. Првото ќе биде на 14 јуни до 17 јуни, а доставувањето на потребната документација до училиштата е на 18 и 19 јуни. Второто пријавување во јунскиот рок ќе се врши на 30 јуни, а документите ќе ги доставуваат следниот ден, односно на 1 јули. Виновен ли е таткото на Вања Ѓурчевска? За неговиот адвокат Владимир Туфергиќ, Александар Ѓурчевски е невин и вршена му е тортура. Мотивот не е користолюбие. Истрагата е водена лошо, вели Туфергиќ. Јавното обвинителство во ниту еден момент не издаде ниту еден доказ дека Александар Ѓурчевски, таткото на Вања, има телефонска или било каква комуникација со обвинетите за убиството на неговата ќерка, изјави неговиот адвокат. Тој додава дека мотивот за убиствата на Вања Ѓурчевска и Панче Жежевски не е користолюбие како што тврди обвинителството и дека тој мотив одамна е нереален. Мотивот според бранителот на Александар Ѓурчевски е да се внесе страв и немир во училиштата во Скопје. Додаде дека врз таткото на Вања во истрагата била вршена тортура со цел да се изнуди признание, што ќе биде докажано во наредниот период. Во текот на целото судење не беше изведен ниту еден материјален доказ кој би го поврзал Александар со групата на Љупчо Палевски, обвината за убиствата. А Ѓурчевски е единствениот од сите нив што не бил член на политичката партија Десна. Повеќе од Мирослава Симоновска. Откако престанаа да важат владините мерки, купуваме поскапа храна. Државниот завод за статистика соопшти дека трошоците на живот во мај 2025 година во однос на мај 2024 година се зголемени за 3,3%, а индексот на цените на мало бележи зголемување од 1,6%. Зголемувањето на трошоците за живот од април до мај 2025 година е кај храната и безалкохолните пијалаци од 4,1%. Струмичкиот бизнисмен Ристо Крмзов, кој беше уапсен како осомничен за сериозни финансиски злоупотреби на штета на државниот буџет, доби 30 дена притвор. Тој од кривичниот суд ќе биде спроведен во истражниот затвор Скопје во Шутка. Мерката му е одредена поради опасност од бегство, влијание на сведоци и можност да го повтори делото. Никој што е вмешан нема да биде амнестиран во истрагата за Кочани. Категорична е портпаролката на владата Марија Митева. Клучното прашање кога зборуваме за правда не е кое или чие, туку што направил, и кога зборуваме за неселективна правда, зборуваме токму за тоа, вели Митева. Истрагата е скоро завршена со можност за проширување, рече таа. На телефонската линија 070 355 526, што ја отвори владата за потребите на повредените во трагедијата во Кочани и нивните семејства. Одзивот бил голем и 30 на семејства веќе контактирале за да дадат своји предлози и барања. Митева рече дека секогаш има потреба од повеќе и од оваа помош нема да биде еднократна и краткотрена. Скопје добива целосно реконструирано оделение за управни работи. Председателот на владата Христијан Мицкоски заедно со министерот за внатрешни работи Панче Тошковски денеска ќе присуствува на пуштање во употреба. Вкупната вредност на проектот опфаќа 2300 метри квадратни, односно 48 милиони денари. И во Македонија може убаво да се живее, и тоа со државна плата од 105.000 динари.
Владата му ја покачила платата на Стојанче Ангелов за 200 евра, објави Слободен Трендафилов од ССМ. Одлуката е веќе објавена во службен весник. Во објава на Facebook Трендафилов прашува: ако нема за зголемување на платите на работниците, како има за зголемување на платите на функционерите? Ако зголемувањето на платите на работниците кој им следува и кој изнесува 12,6% согласно општиот колективен договор за јавниот сектор, како и потребата од зголемување на минималната плата на 500 евра и за 100 евра зголемување на останатите плати ќе ја зголеми инфлацијата. Тогаш зголемувањето од 13,8% на платата на функционер веројатно исто така влијае на инфлацијата, но изгледа ја намалува. Друго образложение нема. Во денешниот службен весник објавена одлука со која платата на функционер избран од владата е зголемена за 13,8%, односно коефициентот од 2,24 се зголемува на 2,55. Или точно онолку колку што има предвидено средства во буџетот за раст на платите оваа година, пишува Трендафилов во објавата. Невозможна мисија ќе биде владината намера да ги врати на село оние што никогаш немале црно под ноктите, кои не ги разбудила песната на петелот, не виделе лопата или фатиле да молзат крава опиени од шталската арома. Случајно или не, креаторите на оваа операција заборавија дека оној што еднаш фатил џаде кон градот, речиси никогаш не помислил да се врати. Постарите жители остануваат само за да не го скршат атарот на своите предци, но таквата судбина не им ја посакуваат на нивните деца. Денес ретки се тие што ќе сакаат да садат пченица, да се борат со плевелот, да гледаат како климатските промени им го уништуваат трудот, да се борат со прекупувачите за денар повеќе. Ја тераме младината да поправа нешто што со децении е запоставено, предадено на забот на времето, насадено со фабрики или фотоволтаици. Субвенции фрламе во бунар без дно. Руралните средини ќе станат привлечни само ако се решат проблемите поврзани со секојдневното живење. Зашто од земја тешко се живее во земја која и онака тешко се живее. Прочитете го Слободниот удар на Сонја Кирџиевска на slobodnpečat.mk. Црна Гора испраќа дронови во Украина. Опозицијата предупредува: ќе станеме руска мета. Владата на Црна Гора потпиша договор со американската технолошка компанија за монтажа на беспилотни летала кои ќе бидат испратени во Украина со финансиски средства обезбедени од Вашингтон. Најмалку едно лице загина синоќа во руски воздушни напади врз украинските градови Киев и Одеса, каде што беше погодена и зграда на породилиште. Непријателот ја нападна Одеса со голем број беспилотни летала. Оштетена е цивилна инфраструктура, имаше и пожар. Русите ги погодија породилиштето во градот, станицата за итна медицинска помош и стамбените згради, известуваат украинските власти. Околу 700 маринци привремено ќе распореди американската војска во Лос Анџелес додека пристигнат дополнителни војници на Националната гарда. Се очекува Националната гарда да достигне бројност од 2000 до среда, а маринците да обезбедат поддршка до тогаш. Оваа информација ја потврди и Пентагон. Според американски медиуми, за сега не е јасно што точно е нивната задача. На социјалните мрежи се појавија и видео од полицијата како ги товари уапсените демонстранти во автобуси. Полицајците им дале на демонстрантите ултиматум дека мора да се растеретат, дека е време да си одат дома или ризикуваат апсење. Израел ќе ја депортира Грета Тунберг. Група активисти, меѓу кои и шведската климатска активистка Грета Тунберг, ќе бидат депортирани од Израел откако беа уапсени на хуманитарен брод кој се обидуваше да стигне до Газа. Едрилицата Мадлин, која превезуваше 12 лица и символична хуманитарна помош за жителите на Газа, беше престретната од израелските сили во раните утрински часови вчера и беше одвлечена до пристаништето Ашдод. Израел го опиша обидот како мисија за селфи, а патниците беа префрлени на аеродромот Бен Гурион за депортација. Лицата кои одбиваат да потпишат документ за депортација и да го напуштат Израел ќе бидат изведени пред судските органи, соопшти Израелското министерство за надворешни работи.
Како би препознале дека некој е македонец без да прашат? Па може да се препознае. Како? Па различно некако се облакаат луѓе, се познава по начинот на кој што се облакаат, кој што зборуваат. За мене све исто. Само да сме луѓе. Кога ќе го слушнам од далеку и ако почнам да пцуе и одма знам дека е наш. Сум академски граѓанин, луѓето не ги препознавам по ништо, сем по људскоста и по добрината, по друго ништо. Не ме интересира ни македонци, ни албанци, ни срби, само луѓе, добри луѓе. Не знам, треба да размислам. Од што се истакнуваме? Од што се стекнуваме? Појма немам. Вајда сме нешто срдечни. Искрено, не сум бил многу на страна, да речеме, да бидам некаде па да видам како би се однесувал наш човек на страна. Не, и тука во Македонија, па што се истакнуваме, пример? Од што се разликувам? Па, ако ги гледаме од тоа само како проаѓаат по улица, да ви речем право некако е униформна работата, има мала разлика од едни до други за некој нешто. Сега нешто поспецифично не знам. Вика. Пуште не дај Боже да ако е малку поднапиен, треба тампони да ставиш у уши. Не можеш да ги разбереш. Ви благодарам што погледнавте уште едни поинакви вести. Повеќе информации побарајте на slobodnpečat.mk.